Во Штип за такси услуга се чека се подолго. До пред известно време, такси компаниите беа на располагање 24 часа. Сега услугата е сведена на само 16 часа на ден и со неизвестност за колку време возилото ќе пристигне. Да, чека се. Чека се. По колку време чекате? Па 10 до 15 минути. Некојаш и повеќе, зависи. Не знам што е работа. Дали бројот на таксиња е намален, дали заради тие проблеми таму што се јавија со напаѓањето на таксистите. Чекам по 5-6 минути се чека. Намалено е се, нема. Порано имаше многу таксиња, многу имаше запослени деца што работеа, ама сега децата не се тука више. Во идеја си. Но овој проблем во Штип е присутен не многу одамна. Порано беше кога викнеш право дојдат, а сега понамален број така да се чека. Сега си го прави мислам покачувањето на дериватите и така да и тие штедат веќе. Се откажуваат некои и така. Порано имавме на секое возило најмалку по двајца возачи. Сега е веќе раритет и со еден. Значи, ако се биле околу 250 до 300 возила, имало 500 до 600 возачи. Сега едва и 250 возачи дали има вкупно. Тоа е, останавме со постарите, да не речем, луѓе, стечајци, технолошки, пензионери, пред пензија и така. Зошто такси возачите од некогаш спасувачката работа сега бегаат? За да биде мора да некои услови да не створат. Стаж не ни тече. Значи ние сме, како да кажем, те така. Ден за ден, чисто, без стаж, без ништо. До кога ќе оден ќе видиме. Прво како паркинг простор, друго што знам, има повеќе фактори што треба да се подобрат. Сега најглавно е паркинг просторот. Додека не се реши проблемот со паркинг просторот, секогаш ќе е проблем за такси возачите. И таму каде што имаме ние паркинг простор, го зафаќаат други приватни коли, сепак казните се на наш грб после. Треба да се подобрат прво паркинг места, слабо има. Повише градот е голем, зголемуваат се возила многу. Освен таксистите, дека условите за нивна работа треба да се подобрат, согласен е и сопственикот на компанијата Делукс. Нема за жал млади луѓе многу малку, евентуално со некои измени во законите, доколку нашата деност се протне во како дополнителна деност, значи воредно за луѓето што работат на 6 часа, на 4 часа, единствено така да добиеме кадар за работа. Освен подобрување на условите за работа, оваа професија бара измени во законот, а пред се во делот кој ќе овозможи како такси возачи да работат сите кои ќе ги исполнуваат условите и сакаат да заработат повеќе со прекувремена и втора работа. Интерес има и на тој начин такси услугите би биле поквалитетни за граѓаните, а поисплатливи и за компаниите и за такси возачите.